Почитувани ученици, јас сум наставник Маја Стојановска од Општинското основно училиште Вазо Ангеловски од Скопје. Денешната наставна единица е препознавање на туѓите зборови преку примери. Кои се целите? Да умеете да ги препознавате туѓите зборови преку примери и правилно да ги акцентирате. Но претходно да се потсетиме на веќе наученото. За кои зборови велиме дека се туѓи зборови или заемки и кои се начините на акцентирање на туѓите зборови. Туѓите зборови во нашиот јазик навлегле и навлегуваат со посредство на друг јазик. Туѓите зборови се преземени и навлезени од други јазици, па затоа и се викаат туѓи, странски зборови или заемки. Во македонскиот јазик, туѓите зборови се акцентираат на три начини. Според првиот начин, постојат туѓи зборови кои се акцентираат според правилата на македонскиот јазик, односно се приспособиле на македонскиот акцентен систем. Според вториот начин, туѓите зборови не се акцентираат според правилата на македонскиот акцентен систем, односно го задржале акцентот на јазикот на кој што му припаѓаат. Кај нив има отстапување од третосложното акцентирање. Од нив се изделуваат туѓи зборови кои се акцентираат на првиот слог од крајот на зборот и вториот слог од крајот на зборот. Според третиот начин, некои туѓи зборови се во постојан процес на приспособување кон македонскиот акцентен систем и тие зборови се акцентираат двојно, и со домашен и со туѓ акцент. Преминуваме на препознавањето на туѓите зборови и нивно правилно акцентирање преку дадени примери. По првиот пример, во следните реченици, треба да ги препознаете туѓите зборови и правилно да ги акцентирате. Првата реченица е: Нина и Марко стоеја на високото плато. Тој е човек со високо реноме. Вчера гледав многу убава пиеса. Брзајки по улица сретнав еден непознат човек на велосипед. Дедо ми има богата литература и тој редовно манипулира со своите другари. Сега може да го паузирате видеото и да се обидете да ја решите оваа задача. Да го проследиме и одговорот. Во првата реченица, збор од туѓо потекло е зборот плато. Во втората реченица, зборот реноме. Во третата, пиеса. Во четвртата, велосипед. Во петата, литература. И во шестата, манипулира. Одиме со следниот пример. Во извадокот од текстот, пронајди ги туѓите зборови и правилно акцентирај ги. На час по хемија се случи немил настан. Наставникот го праша Дарко кој е символот за калиум. Дарко прво молчеше, а потоа прошепоти дека не мисли да стане хемичар. Верувам дека наставникот го чу, но без да коментира, го посоветува да седне и да научи. Наместо да биде среќен што не доби критика, Дарко направи невкусна мимика која ја забележи трпеливиот наставник, а некои ученици се насмеаја. Помислив дека текот на настанот ќе биде драматичен. Но, коментарот на наставникот содржеше толку поучни зборови, од кои Дарко и сите ние останавме засрамени. Сега повторно можете да го паузирате видеото и да се обидете да ги откриете туѓите зборови, а потоа и правилно да ги акцентирате. Да го проследиме и одговорот на оваа задача. Зборови од туѓо потекло во овој пример се зборовите: хемија, символот, калиум, хемичар, коментира, критика, мимика, драматичен и коментарот. Одиме со третиот пример.
Купивме билети за кино представата. Се сместивме на балконот и го следевме филмот, кој беше монотон, иако конфликтот меѓу главните ликови беше интересен, но монолозите и диалозите беа некако развлечени, па стануваше здоден. Можете повторно да го паузирате видеото и да се обидете да ги пронајдете туѓите зборови и правилно да ги акцентирате. Се надевам дека ги откривте и дека правилно ги акцентирате, а тоа се следните туѓи зборови. Билети или билети, значи овде имаме збор со двоен акцент. Понатаму кино, балконот или балконот, повторно збор со двоен акцент. Филмот, монотон, конфликтот, монолозите и диалозите. Да го проследиме четвртиот пример. Удобно се сместив и го вклучив телевизорот. Бев нетрпелива да започне директното јавување на репортерката по концертот на мојот омилен пејач. Интервјуто со него беше направено на балконот од хотелот, каде што беше сместен. Срцето ми подскокнуваше од радост кога го видов на екранот. Беше облечен во джинс, а палтото му беше необично. Одговараше на прашањата со насмевка, љубезен и духовит како секогаш. Тоа придонесуваше за неговото реноме меѓу младите, покрај гениалниот глас кој го поседуваше. Повторно можете да го паузирате видеото и да се обидете да ги пронајдете туѓите зборови и правилно да ги акцентирате. Да го проследиме и одговорот. Зборови од туѓо потекло во овој пример се зборовите телевизорот, директното, репортерката, концертот, интервјуто, балконот или балконот, или збор кој што има двоен акцент, и домашен и туѓ, екранот или екранот, повторно збор со двојно акцентирање, джинс, палтото, реноме и генијалниот. Откако ја совладавме и оваа наставна единица, сега обидете се самостојно да го проверите вашето знаење преку оваа чек листа за само оценување. И тоа, одговорете со прашањата да, делумно и не. Првото прашање е дали знам кои зборови се заемки, односно туѓи зборови. Понатаму, дали знам да ги препознавам туѓите зборови? Дали знам да напишам реченици во кои ќе употребам туѓи зборови? Дали ги знам правилата за акцентирање на туѓите зборови? И дали знам правилно да ги акцентирам туѓите зборови? Ви благодарам на вниманието.